И синоќа во Битола имаше протести на граѓанското движење Протестирам и шарената револуција, од кои повторно беше побарано повлекување на аболицијата на Иванов и оставки од власта. Освен блокадите на крстосниците во градот, ни киното Манаки, кое во градба не и избега на шарената револуција. Демонстрантите и овој објект го обоја со шарени бои. Обојувањето на киното Манаки, кое што се наоѓа на најфреквентната улица во Битола, Широк сокак, остава грда слика во очите на битолчани, домашните и странски туристи кои секојдневно поминуваат токму од тука. Претходно шарената револуција ги обои во шарено споменикот на Филип II на Магнолија, споменикот на Тито во центарот на градот, канцеларијата на Иванов во Битола, зградите на основниот и апелацискиот суд, како и зградата на општина Битола. Од шарената револуција вела дека ги обојуваат спомениците и објектите во знак на протест, знак на обележување на корупцијата на сеу на ново што се гради.